Господин Села, како дојде до поделба внатре во редовите на Алијанса за албанците? За право на вистината не е поделба, него бившиот председател избега од структурите на партијата, избега од членството на партијата и избега од позицијата председател на партијата. Значи, не се работи за поделба, него господинот одлучи да не биде повеќе председател на партијата и да избега во други политички опции. Тоа е вистина. Тоа значи дека повеќе Таравари не е легитимен председател на Алијанса за албанците? Ако бегаш од негде, не знам за каква легитимност зборуваме. И ако беше повикан после тој чин и во Централното собрание и во Конгресот, не дојде да се соочи со членството. А што се случи за да дојде до такво нешто? Сега, за тоа треба да одговора господинот Таравари, мојот впечаток, бидејќи јас можам да зборувам за впечатоците, е дека господинот Таравари делува по наредби. Не знам сега од кого. И зема наредби, ама тие наредби не се за доброто на Алијансата за албанците како прво и за граѓаните на Република Северна Македонија. Во обвинуваат за фракција која е блиска до Демократската унија за интеграција на Али Ахмети. Не е вистина. Мислам сега, знае да живееме во ера на социјални мрежи и интернет и сега лагите многу брзо се шират. Јас, кој сум јас, добро знае јавноста, какви политички битки сум водил и за тоа е добро запознаена. Се додека бев председател на Алијансата за албанците, Алијанса за албанците беше на прав пат. И јасно беа дефинирани нештата кој со кого е политички противник, кој беше во опозиција и кој на власт и кој го водеше тој фронт за промени, нели? За жал, многу неуби работи се случи од кога се смени, од кога јас дадов оставка, па сега се враќам за да Алијанса за албанците продолжи по патот во кој беше. Ако судот во Тетово одлучи во корист на Арбен Таравари, тогаш кој ќе биде вашиот следен чекор, односно под кој име ќе настапувате на следниве избори? Нема никакво правно право да има поинаква одлука од тоа што јас на почетокот ви реков. Кога некој бега од одговорноста, бега од структурите, бега од Централното председателство, од Централното собрание, од Конгресот, почнува да работи со самоволие, одлуката и плюс не го почитува статут на партијата, одлуката на судот треба да биде во корист на Алијансата за албанците, тоест во корист на статутот на партијата и ние ќе го добиеме тој спор. Ако се случи спротивното, како тогаш би настапиле на изборите, бидејќи се ближат изборите? Ќе седнеме со членството и ќе разговараме. Ама без разлика на печат и све, јавноста добро знае кој е символот на Алијансата на албанците. Како ќе настапите на изборите, заедно со СДСМ и ДУИ или самостојно? За жал, во ваква ситуација во која и темпото во кој се развиват политичките збиднувања во држава, ние се наоѓаме во многу чувствителен политички момент. И како резултат на тоа, такви ќе бидат и чекорите на Алијансата за албанците. Има регрупирања, а до моментот до кога зборуваме, ние имаме одлука на Централното председателство на Алијансата дека одиме само. Во наредниот период ќе имаме пак средби, ќе ја гледаме политичката ситуација и врз основа на тоа ќе одлучиме. Се додека нема друга одлука, Алијансата за албанците продолжува сама на изборите. Но може да се случи спротивното, да настапите заедно со СДСМ и ДУИ? Јас сум против самоволие во партијата и не се работи за мој личен став како треба да одиме, него за тоа треба да одлучат структурите на партијата. Може да го кажете вашиот личен став? Не, мојот личен став и не се на секој член
на партијата е гарантирано да се каже внатре во структурите на партијата. Како го коментирате здружувањето на останатите опозицијски албански партии? Па ако ги гледате еден по еден сите политички чинители кои се во таа групација која не би ја нарекол опозицијска, видејќи не знам каде е логиката да се нарече опозиционери Зетмеджити, кој 22 години е биден подпредседател на ДУИ. Или не знам каде го добил тој прехар Билал Касан, кој беше во коалиција со СДС Можеме и тој ја формираше владата, гласаше за програмата на владата и така натаму. Да не зборуваме за Африн Гаши и така натаму. Затоа не би рекол дека заслужува да се викат опозиционери, а такви никако не најавуваат промена. Него ниту нема да успеат, а ниту ако успеат, што не е возможно тоа, не може да донесат промена такви луѓе кои на 2 децении се во чело на власт. Дали случувањето внатре во Алијанса, поделбата на Алијанса ќе се одрази на резултативе на следниве избори? Никој во Алијанса не сакаше да се доведе во ваква ситуација, нели? И сега јас да кажам дека нема да има последици. Нормално дека ќе има последици, ама тоа би рекол дека тоа ќе биде еден мал дел. Нема многу да се чувствува внатре во Алијансата, а тоа го покажува и членството. Мислам дека освен во Гостивар, што не целата структура на Алијансата за албанците, него дел од структурата на Алијансата за албанците, господинот нема пристап во другите ограници кои ги има Алијансата за албанците. Значи, Алијансата на албанците е тука и ќе продолжи. И за крај вас став околу американската црна листа, на неја се наоѓа и струшкиот градоначалник Рами Смерко. Знаете што? Сега рековте мој политички противник. Јас никогаш моите политички противници се бидени во повисоко ниво на политичката сцена и не би го рачунал како политички противник. И вие сте сведоци дека јас не сум се занимавал со тој човек. А од друга страна, како гледам на американската црна листа, треба да продолжи и треба сите кои заслужува да бидат во таа црна листа, треба да ги гледаме во таа црна листа. За жал, тоа покажува дека не ни функционира системот внатре, бидејќи кога би функционирал системот внатре, одговорноста требаше од тука да почне, а не од Соединетите Американски држави да ни покажуваат кои се тие на црната листа. Него кога има недостиг и влијание врз судството од страна на политичари, тогаш овие чекори на Соединетите Американски држави се добро дојдени и јас ги поздравувам. И верувам дека и во иднина ќе продолжат. Ви благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам за можноста.